Уште еднаш благодарност на сите вас кои што секоја вечер излегувате тука во поддршка на сите оние кои што во моментов страдаат и се во притвор затоа што ја сакаат својата татковина. Ве молам еден голем аплауз за сите нив. На почетокот имав можност сега пред да дојдам тука да се сретнам со дел од роднините на притворените делци и тука меѓу нас сакам да ги поздравам. Сите велат дека овие собери многу им значат и тоа треба да е еден мотив да доаѓаме секоја вечер да сме што побројни, да е што помасовно и да ги поддржиме овие луѓе. Во таа насока би сакал да најавам дека од практично утре малце ја менуваме рутата, а тоа значи дека една вечер ќе бидеме овде, а една вечер ќе бидеме пред истражниот затвор Шутка, за да им дадеме поддршка на луѓето кои што неправедно се затворени таму. Значи, утре вечер сме овде, а задутре вечер сме пред истражниот затвор Шутка и така, една вечер овде, пред Министерството за неправда, затоа што стана Министерство за неправда, а следната вечер пред затворот во кој што се неправедно затворени и кој што ќе стане Македонската Бастилија затоа што таму лежат луѓе кои што ја сакаат својата татковина. Морам да кажам дека сум многу разочаран од последната одлука на апелациониот суд кој што очигледно под политички притисок донесе неправна одлука за потврдување на притворите на македонските патриоти. Тоа само покажува колкав е политичкиот притисок кој што во овој момент хунтата на Заев, владата, го врши врз македонското судство. Исто така, во услови кога на седница на влада веќе помина текстот на законот за амнестија на луѓе кои што сториле тешки кривични дела, луѓе кои што нанеле телесни повреди на други, извршиле кражби, луѓе кои што направиле обид за убиство или луѓе кои што учествувале во разни финансиски малверзации, во едно такво време да се има комплетно двоен стандард, а тоа е од една страна да се подготвува закон за ослободување на криминалци, а од друга страна во притвор да лежат невини луѓе е ништо друго, туку политички реваншизам кој што го гледаме на дело. И затоа мора да сме секоја вечер побројни, помасовни, за да стигнеме до нашата цел. А нашата цел е безусловно ослободување на сите оние кои што се во моментов во притвор и безусловно симнување на делата за кои што се теретат. Тие луѓе не се виновни и тие луѓе треба да бидат ослободени. Ве молам, оваа порака пренесете ја до сите оние кои што ја познавате, до познаници и до пријатели. Знам дека е декември, знам дека е ладно, но поддршката е потребна, како што кажав, пред се за луѓето кои што се во притвор и за нивните семејства на кои што ова навистина им значи. Со еден голем аплауз да ги поздравиме и се гледаме од вечер повторно. Да сте здрави и живи. Благодарам.